Лозарите се пред берба на годинашнава реколта, но и со длабока мисла дали откупната цена ќе им ги покрие трошоците во најскапата производствена година досега. Бербата за оваа година ќе почне најверојатно за едно десетина дена, околу 20-23. И тоа е почнуваат со вискосортници, тоа тименика, ризлинг, вакво тименика, ризлинг и бургундец. А после тоа се иде на ред вранецот и после вранецот смедеревките. Во моментов, откупната цена не е дефинирана, но секоја понуда под 18 денари ги руши сите очекувања. Само за тимениката му треба, само за тоа има некоја позитивна цена, околу 20 динара. А инако, ние како што бараме и реална цена на вранецот бара да е 20 денари. А смедеревката да е 18 денари. Така да може и ние да се покриеме, и имаме трошкове около 14 денари производна цена. Така да имаме бар 4-5 денари да не остане. Али до сега министрот викаше дека ќе се донесе закон за заштитна цена на гројдето, али од тоа не излезе ништо. И фактички бербата ќе почне, министрот се крие и ќе мора и ние најверојатно во текот на неделата или по другата недела порадикално да стапиме со протести, затоа што не може овака бербата да почне, а не дефинирани цени. Што ќе се случи, ќе биде познато за 2 недели, но и покрај целиот оптимизам, тие стравуваат дека е можно лошата приказна од минатите години да продолжи и оваа. Македонија годишно произведува околу 270.000 тони грозје, а производителите на вино грчевито се борат да обезбедат подобар авторитет, но и цени на странските пазари.